Сашо Мелков е слободен граѓанин. Да сум и ја груби, ја ќе избегам, затоа што груби во овој момент во Македонија не може да добие фер судење. Ако они имаат добри докази, ако се толку пријателски расположени, нека им ги дадат на нашиве државни органи, а не сега и ние имаме докази, а сега и вие најдете си. Мене тоа малку ми изгледа детски. Каде го гледате изворот на проблемот толку не доверувате во македонското правосудство? Во модерна правна држава не може извршната власт по собствено доње да сече глави од судската. Не може. Каква беше првичната ваша реакција кога ви се јавија дека има донор? Тоа дури не може да се опише. Значи, тоа е паника. Одите на клиника на нога, бидејќи ја се уште се движев, како така, и не знаете дали ќе се разбудите. И тој момент е многу тежок. Бројот на пациентите со срцева слабост е епидемија во светот. Тоа најголемото опоравување ми беше после трансплантацијата. Ми требаше долго време да почнам да одам, бидејќи јас не одев. Мускулите ми беа сосема атрофирани, мислам дека имав 40 и нешто килограми кога излегов од болница. После 3 операции вие правите 4-та операција и треба да трансплантирате срце и можете да замислите како е внатре. Имате контакти со семејството на донорот и дали знаете за личноста? Тоа е некој толку тежок момент, бидејќи тие се одлучиле да донираат нешто од што они го изгубиле, значи најмилото. Сашо Мјалков во Монте Карло нема ни трага ни глас од Артан Груби. Кој воопшто денеска зборува за екс-премиерот Никола Груевски, кој веќе неколку години живее и работи во Будимпешта, градот од каде актуелната власт поземи 1 милијарда евра кредит. Во овој издание на Тренинг согодник ќе биде универзитетскиот професор по кривично право Гордан Калеџиев. Добре дојдовте во емисијата, професоре. Добре нашол, да. Во средата навечер, кога американскиот претседател во заминување Џо Бајден воведе нови дополнителни рестриктивни мерки за црната листа, на кои ќе се најдат и децата на корумпираните лица и на сите оние кои штетат на Охридскиот и Преспанскиот договор, се појави видео на кое се гледа поранешниот прв човек на тајната полиција Сашо Мјалков. Тоа создаде голем гнев во домашната јавност, веројатно, но сега ве прашувам како кривичар. Дали денес обстојувате на ставот дека измените на кривичниот законник беа во прав момент донесени, со што делата застареа, дел беа преквалификувани? Ја никогаш не сум рекол дека тие измени биле коректни или потребни. Јас само реков дека не треба да се дава премногу значење само на тој момент, затоа што е многу поважен момент од правдата да ве стигне редовно. Односно, како што секогаш внимаваме Скопјани каде паркираме, бидејќи е многу веројатно дека пајакот ќе ни ја земе колата. Мене ми се случило порано повеќе од 10 пати, веќе не ми се случува, бидејќи веќе си внимавам. Така и е со казните. Казните се многу важни. Општо познато е во теоријата дека е поважно да ве стигне казната отколку да биде строга. Кај нас се создава таа фама, околу јавноста е многу, да речам, расположена за сурови казни. Не знам од каде доаѓа тоа и секогаш бараат строги казни, немаат билос спрема условите во затворите. Малку ми е тој аспект на македонската јавност чуден, меѓутоа. Иначе, Сашо Мелков е слободен граѓанин. Мислам дека ова приказката и со Груевски не се расчисти до крај. Мене никогаш не ми беше јасно како човекот што овозможи на Груевски да добие азил, а тоа беше председателот на Комисијата за дискриминација, која што надвор од своите овластувања си даде за право да каже дека има дискриминација врз основа на тоа дека тој не добил фер судење. Човекот беше водеше правни комисии во ВМРО, после водеше државна изборна комисија, мада тука работата пристојно ја изврши и ден денес ништо не го фали. А луѓето дигаат многу джева, например, кој го пуштил преку граница, као да е тоа
тој момент на поминување на државната граница како да е одлучен. Тоа е само финалето, до таму е веќе све договорено. Професор Калајчиев, како вие гледате на зголемувањето на обемот на рестриктивни мерки донесен од страна на американскиот претседател Џо Бајден во заминување? И дали остануваме на принципот караванот врви, кучињата лаат, караванот врви? Колку се не политичари, бизнисмени завршија на американската црна листа, па ете функционираме. Како можат Вашингтон да препознаат криминал дома, а нашиве институции никаде не го гледаат? Црните листи никош не ми биле симпатични. Ниту ми е до крај јасна смислата нивна, со оглед на тоа што на црни листи се доаѓаат луѓе кои што не прават директна штета за САД, а трпат последици практично во САД, или можноста да патуваат или да имаат бизнеси. Што по мене на некој начин чудно и дури мешање во внатрешните работи. Замислете кога сите други држави би ги правеле, би го правеле тоа, секоја држава се меша. Без реципроцитет посебно е, да речем, чудно. И ефектите, иако сите од некоја стравопочит спрема Соединетите држави, никој не ги критикува и сите ги фалат, ефектите се исто проблематични, бидејќи овие луѓе практично без никакви процедури се однапред осудени. Тезата дека американците сигурно имаат добри докази е исто така непроверена. Ако они имаат добри докази, ако се толку пријателски расположени, нека им ги дадат на нашиве државни органи, а не сега и ние имаме докази, сега и вие најдете си. Мене тоа малку ми изгледа детски и неодговорно. Така што се сомневате во релевантноста на доказите што ги има Стейт Департментот? Се додека доказите не се спротивстават во една контрадикторна постапка пред независен суд со можност да се тестираат, тие се неверодостојни. Кои се тие докази кои што ние не сме ги виделе? А се базираат во добар дел, како што слушам и од луѓето, добар дел од луѓето веруваат дека тоа се сепак собрани повеќе разузнавачки и повеќе од рекла кажала. До кога криминалците ќе живеат на висока нога? Вие застапувавте тезата дека со измените на кривичниот законник е добро решение, бидејќи ќе се намали рокот на затвор, но ќе се оди на принципот на конфискација на имот. Не, се дава нови пошироки можности за конфискација и јас сега да кажам дека конфискацијата заедно со оној аргумент за кој што зборував пред 3 минути за редовната и побрза казна, дека и конфискацијата е важна во овој дел на кривични дела кои што се од користолюбива, лукративна природа. Меѓутоа, конфискацијата кај нас исто така има многу проблеми, особено што обвинителството по правило не бара конфискација само за незаконски докажаната корист, туку бара целосна конфискација, што е нешто што не е соодветно ни со нашето законодавство, ни со повеќе законодавство во компаративното право. Значи, треба да се утврди повеќе или помалку дека има сигурни докази за незаконитиот карактер. И проширената конфискација се базира на тоа дека мора да се утврди имот на корист барем кај некое свежо дело и на нас за тогаш да се префади товарот на докажување ако има очигледни околности дека капиталот што лицето го има очигледно е стекнат во слични прилики. Например, кога го открија првиот случај за фер судење на Македонија, Солаков против Македонија во Страсбур, беше откриена дрога во лажни лонгети, значи син му на Солаков и другарите имале превезувано во лажни лонгети амфетамин во САД од Бугарија, од фабрика во Бугарија. И се испостави дека такви летови
имало многу во претходните, 5-6 години. Ако и ние тогаш имавме такво законодавство, ќе можеше на Солаков да му земат куќата, која што тој ден денеска ја ќе издржа казната. Ден денеска ја издава на Светска банка и убаво си заработува од куќа која што веројатно е од криминално потекло. Мицковски го повика поранешниот вице премиер Груби да се врати во земјата, а индиректно ги повика и сите бегалци тука да си ја докажат правдата, односно невиноста. Денове слушам многу навивачка една поддршка на полицијата, на Министерство за внатрешни работи, дека одлично има завршена работата и верба дека сега е тргнато многу успешно, што е под голем знак прашалник, а дека постои стравување дека обвинителството и судството веројатно ќе расипат работата добра на полицијата. Тоа е само за неинформирани. Најважна работа за да биде судската постапка и побрза и успешна и обвинителската работа е да е добро подготвена од полицијата и обвинителството претходно. Неподготвени предмети нас не доведоа до меѓународни арбитражи. Им замрзнуваме имот на луѓето, постапките траат, истрагата трае 5 години и уште не е завршена. Постапката пред арбитража во Лондон. Милион други наши адвокати за среќа на државата немаат исто доволно познавање дека за замрзнување на имотот, кој што е непропорционален на имотната кодекс за која што има докази, може да се обжали во Страсбур по член 1 на протокол 1 право на мирно уживање на собственоста. И навивачката атмосфера што се создава, особено ова за кој што зборувавме, кој што е дел предизвикана од самото ставање на црна листа, на која што следи голема пиар работа и излегување на премиерот лично, например, секој ден на телевизија. Ја реков во една друга емисија да сум и ја Груби и ја ќе избегам, затоа што Груби во овој момент во Македонија не може да добие пресуда. Сите што малку ја познаваат практиката во Македонија ќе ви кажат дека шансите на обвинетиот да добие ослободителна пресуда, кој што по теорија би требале, ако е докажано или веројатноста да го сторил делото, треба да е над 90-95% докажана. Сега за масите во проценти луѓето да можат да судските органи не се изразуваат не ги квантифицираат овие работи, но се обидувам да го покажам посликовито. Со 90% докажаност би требало да го ослободиме сторителот врз основа на повисокиот праг што си го поставуваме во кривичната постапка, врз основа на презумпцијата на невиност и нашиот став на модерната цивилизација дека е подобро некој невин да го некој виновен да го ослободиме отколку невин да осудиме. Тоа се вредностни критериуми прифатени во целата модерна цивилизација кои што би требале преку правните принципи и законите што ги имаме за тоа како оди докажувањето да доведат до ослободителни пресуди, дури кога само релативно теоретски е можно да има други, да тезата на обвинителството да не е баш таа и да не е солидно докажана. Ке нас поминуваат случаите без да се докажани. Неизградени случаи, судовите ги пуштаат као ќе видиме сега. Зашто? Заради притисокот што го имаат некој нешто да им каже, а обвинителите кои ако се откажат, ги викаат да рапортираат пред повисоките и пред шефот. Судиите исто ги викаат на одговорност. Значи, кај нас судиите одговараат ако судии кај нас не одговарале што ставиле некој у притвор, неосновано, а одговарале судии што некој пуштил од притвор. Иако, нивната работа е да го пуштат од притвор секогаш кога не мора. Се разбира, уз тоа може да има некој определен ризик. Значи, дури нормално, постои огромен притисок врз обвинителите, судиите, луѓето да ги осудат.
Кога таа кампања во јавноста е таква да ве оценат уште од претходно, со пресконференции, партиски, обвинителски, сега со ова со приказкиве со црниве листи, шансата ваша на суд е теоретска, значи не е тоа класично монтирано судење, но е вид на монтирано судење, бидејќи судењето се сведува на една лажна представа, која што само наводно ќе го легитимира исходот. А исходот ние го знаеме од напред. Значи сега да го фатат груби, а одма треба или да се спогоди да проба да добие врз таа основа некоја поблага казна, или ово што го направил да проба да избега. Мислам, човек веројатно сака да се спаси. А тоа дека он треба да докажува дека е невин, тоа е исто многу проблематично во модерните општества врз основа на презумпција на невиност. Треба да се докаже обвинителството. Следите трен гостин во емисијата на универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. Професоре, судскиот совет не го разреши судијата Беџети, но Стейт департментот го стави на црната листа. Се избра нов претседател на судскиот совет во време кога власта најавува робусна акција околу реформа во судско-обвинителскиот сектор и акција против корумпираните личности. Се сомневате дали може во Америка извршната власт да стаje некој на црна листа и да му го одземе имотот? Може или не може? Без судење, без ништо. Па не може. Може се ова покажуваат сила надвор. Принципите што важат од американскиот устав, на кој што ние се угледуваме, не важат за нив надвор од границите. А ние сега се колнеме у тоа дека е тоа како од Господ. Ова што го спомнавте, исто сум го кажал неколку пати, повторувањето е мајка на знаењето. Целата приказна е наопачки поставена прво со атакот врз судскиот совет, како да е тој некаков најважен орган во судството, што е помошен орган, без тоа имавме ние судство и без судски совет. Добро, тој не е ни судски орган. Ајде да бидеме поконкретни. Каде го гледате изворот на проблемот околу недоверувате во македонското правосудство? Ако имате резерви во однос на тоа дека не треба да се распушти судскиот совет и советот? Ја не викам дека таму нема проблеми. Него проблемите се прикажуваат црно-бело, при што се посочува дека е виновна само судската власт. Прво е јасно дека најпроблематични се персонално, ако гледаме, ако го поставите, владата не беше многу јасна дали им смета моделот, па сакаат модел заради независно судство, или им сметаат некои луѓе за тоа што се со корени поставени од претходните власти. Погрешно е, кој ќе дојде било која нова власт, да може да си постави, да смени судски органи, да извршна власт. Тоа е за мене државен удар. Судската власт. Па, ги слушам вчера на телевизија, мојот другар Војче Зафировски и други, и Мисковски тоа го нагласува. Па што да правиме сега? Принципите, некој ќе кукале, ние како експерти ќе кукале лажно, ќе плачеле врз поделба на власта, презумпција на невиност и слично. Ама онијете сега морале да го решат проблемот и проблемот биле судиите, они немале доверба. Влијанието, ако се проблем, влијанието на политиката во судството, поголемиот проблем е политиката отколку судството. Судството е проблем што ги прифаќа тие влијанија. Зошто они немаат поголем интегритет да ги одбијат, тоа е нешто што треба да се и може да се дебатира. Меѓутоа, вакви лесни црно-бели ситуации, кај што само едните се виновни, а другиве, као имаат голема доверба. Која голема доверба имаат политичарите? Тоа се прашале. И да им дава за право сега они да сечат судски глави. Значи, не може. Има нешто што може, има нешто што не може.
во модерна правна држава не може извршната власт по собствено доаѓање да сече глави во судската. Не може. Судскиот совет е поставен за да биде брана од ова. И сега оние кога сечат главите да почнат во судски совет и натаму, уствари тој е директен натап врз уставот на државата. Проблемот второ е создаван со години. А работите во судството не се решаваат преку ноќ. Така што проблемите се многу посложени, со подлабоки корени и меѓу другото влечат и во степен на правна и политичка култура, која што ја гледаме дека е на ниски гранки токму во начинот на кој што извршната власт се замислува како мали ѓокица дека ќе извади меч, ќе исече некои глави, ќе стави нови глави. Најгрдото во се ова. Најгрдото во се ова, според мене, е тоа што тргаат едни, а носат своји. Ако така го градат независно судство и правна држава, фала им. Да, не сум... А тоа го гледаме. Свој човек ваму, свој човек таму, па Македонија е мала држава. Однапред сите знаат кој кандидат ќе го поддржи државата за судија за Академија за судии или за судски совет. Кој што беше претходно изненадувањето за повеќе имена, а не и за нив во специјалното обвинителство за организиран криминал и корупција. Значи, тоа политиката се уште меѓу другото ги нема тргнато рацете и ден денеска си важат некои поделби внатре, од која етничка заедница ќе биде председател на овој суд, од која на оној суд, чие место е ова, чие место на неформална поделба меѓу извршната власт при коалициите и изборите, а дел од тоа прераснува после во традиција, особено албанците, тоа што ќе го освојат. Професор Калаџиев, на крај, неколку председатели на судскиот совет до сега, вклучувајќи и последната, Дамела, директно спомена дека се соочила со политички притисоци. Една од претходничките на судскиот совет исто зборуваше за политички и деловни влијанија. Зошто не реагираат институциите кога станува збор за вакви тврдења? Не ли се жалеше председателката на Врховен суд? Ние, веројатно и делумно и јавноста ги преценуваме политичките влијанија. Има и други, од лукративна природа, бизнес влијанија. Едно е сигурно, влијанијата одат главно преку тие неколку главни алатки, не одат директно кај секој судија, туку одат преку председателите на судовите, судскиот совет, во обвинителството тоа е релативно лесно преку хиерархиската структура, во МВР уште полесно. Јавноста се згрозува од некои работи што се случуваат во судството, затоа што судските постапки се транспарентни и јавни, присуствува јавноста и не можете таму многу ни да скриете. Зборувам за првостепената постапка, второстепената веќе апелација има и многу повеќе корупција и пазарење. Со месеци не се носат одлуки, не се подпишани, има можности за нати дајми. А Врховниот суд исто, барем кој што се зборува. Најтранспарентно е ова, кај што трпи највише на многу критика, зашто по природа на нештата е изложена на контрола на јавноста. Надоле, што знаеме ние за полицијата, колку кривични пријави ги ставиле у фиока? Или зашто ги држале, вклучително и тие што еве се појавија откако луѓето ќе бидат ставени на црна листа или што ја знам. Така што малку треба да се ако се сака нешто да се направи, прво треба да оди тоа малку врз основа на она што се научни сознанија, на основа што се добри компаративни практики,
тука некои вакви малограѓански начини на решавање на проблемите у судството нема да дадат резултати, тоа ми е јасно како бел ден. Кај е Министерството за правда? Што има премиерот лично? Се користат работите од министерот за внатрешни и од премиерот за партиска пиар кампања практично, сите апсење и све тоа. Каде за судството, кој знаете, кој треба да е одговорен? Министерство за правда. Во крајна линија, ако стварно имале добри намери да му помогнат на судството да застане на нозе, што не се го задржале за себе Министерството за правда, па да речат ние ќе им помогнеме на судовите. Не знам кој го советувал премиерот, му даде многу лоши совети. Благодарам за гостувањето и разговорот. Молам. Гордан Каладжиев, универзитетски професор. Обично велиме дека срцето на донорот треба да е, или донорот треба да е барем 80% голем, колку што е реципиентот. По површина на тело и по висина и по големина срце и така натаму, кај нив треба оверсайз, нешто поголемо од тоа. Одите на клиника на нога, бидејќи ја се уште се движев, како така, и не знаете дали ќе се разбудите. И тој момент е многу тежок.